Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција е стимулирање на домашната потрошувачка за обстојување на прехранбената индустрија. За таа цел на денешната пресконференција присутни се и Гоце Трајчев, председател на групацијата за производство на месо и преработка од месо, и Тоше Атанасовски, председател на групацијата за производство на свинско месо при Сдруженијето за земјоделство и прехранбена индустрија при Стопанската комора на Македонија. На почеток збор му давам на колегата Васко Ристовски како вовед во темата. Повели Васко. Како што и вие сами знаете, денешната тема е поврзана со прехранбениот сектор и стимулирањето на домашната потрошувачка како еден од начините на обстојување на овој сектор. Знаете, повеќе пати сме нагласиле трет по важност сектор во државата, кој е поврзан и со другите сектори. Ние на неколку пати дури на конференцијата која одржавме во ноември дадовме некој свој осврт на она како помина прехранбената индустрија оваа година, согласно последиците кои ги имаше предизвикани од вирусот COVID-19. Нашите прогнози беа некаде од 20 до 40% ќе имаме намалување и некако според последните солидувања кои ги направивме, генерално домашната прехранбена индустрија некаде околу 20% бележи намалување во однос на претходната година. Некои сектори бројдува подобро, некој полошо, зависно за кој сектор се работи, но генерално домашната прехранбена индустрија, освен што на почетокот имаше едно мали проблеми додека се воспоставива транспортните рути, практично немаше откажување, само имаше намалување на количините или пак ускорување, но веднаш потоа се помина во најдобар ред, се си продолжи онака како што требаше, меѓутоа неработењето на домашните хотели, ресторани, кафеани секако дека си имаше одраз на прехранбената индустрија и тука се бележи едно намалување. Ние би сакале денес преку овие два сектора кои во моментот имаат одреден проблем и начинот на кој се решава да дадем осврт на она што беа мерки што на почетокот владата ги донесе, но истовремено и апел до владата за измена на последниот сет мерки кои сметаме дека нема да даде резултат, односно дека во известна мерка не е добар како што треба. Се работи за местна индустрија, една од нашите најдобри гранки која во последниот период бележи успон. Оваа година се очекува да се тргне забраната од Европската унија, што значи дека ќе бидеме во можност веќе да извезуваме и трансферираме со наши производи низ Европската унија, и производството на свинско месо веројатно единствениот дел од примарното производство кој со години бележи позитивен тренд, успешно обстојува. Мерката која ќе биде, значи, симнување на забрана секако дека ќе има позитивен ефект кај нив. Двете индустрии соработуваат повеќе од успешно. Знаете, пред 2,5 години владата донесла една мерка за увоз на замрзнато свинско месо за преработувачите, која до сега даваше на еден начин позитивни резултати. Ние тоа секои 6 месеци го елабориравме пред надлежните министерства и владата. Сега се појавува малку порано еден вишок на производство на свинско месо, која секоја година го имаме обично пред великденските празници, но за сега без било каква интервенција од страна на владата, овие две индустрии го решаваат успешно, меѓутоа тие имаат свој апел, односно порака до владата. Гоце повели. Домашните производители и преработувачи од агросекторот, членки на Стопанската комора на Македонија, пред се изразуваат благодарност до владата која го донесе петиот сет на мерки за помош на домашната економија во услови на криза. Ние, представниците на местната индустрија и фармерите, производители на свинско месо, како дел од прехранбената индустрија, укажуваме дека првите мерки, иако помали, нели беа првични, беа подобри и поефикасни и им помогнаа далеку повеќе на домашните компании пред се за зголемување на домашната потрошувачка како резултат на правилното насочување на населението кон потрошувачката на домашните производи. За разлика од претходната, односно минатата четврта мерка, воопшто не даде резултати и покрај потрошените значителни средства за таа намера. Сметаме дека ако прехранбената индустрија
остане здрава и организирана. Тоа ќе има повеќе тратни ефекти не само за домашните потрошувачи, за вработените во индустријата, туку и за примарните производители во делот на фермерското и земјоделското производство. На тој начин прехранбената индустрија ќе може да помогне дел од проблемите што владата се соочува кај поединечни производители, незадоволни производители кои решенијата ги бараат во штрајкови, да помогне во нивно решавање без да се апелира до владата. Во моментот домашното фармерско производство на свинско месо, веројатно како што спомна и Васко, едно од најпозитивните гранки во примарното производство кое што обележи континуиран раст, како резултат на намалената потрошувачка и куповната моќ на граѓаните, се соочува со еден пазарен вишок. Во моментот ние тој пазарен вишок го решаваме на ниво на соработка помеѓу домашната месна индустрија и преработувачи и производителите на свинско месо. Месната индустрија и преработувачите прават напори целиот вишок да се откупи, но за да може и во иднина да се продолжи да се откупува во целост домашното производство, ја повикуваме владата да се насочи кон стимулирање на домашната потрошувачка од домашни производи преку она најактуелната мерка купувајте домашно, издавајќи картички, ваучери и слично со стриктна намена и цел да се потрошат исклучиво за домашни производи. Не мора да е свежо месо, не само за домашни производи, за свежо месо, за суромеснати преработки, за млеко, млечни преработки и така натаму. Значи, сметаме дека овој апел имајќи ги предвид состојбите и во останатите земји, овој предлог и апел до владата е секако во согласност со мерките и активностите што сите останати земји ги применуваат за насочување на домашната потрошувачка кон домашните производни субјекти и населението.